Добар ден, почитувани, следите уште едно издание на Вести Плюс. Јас сум Сандра Спасовска, а моја вечерашна гостинка е универзитетската професорка по геологија и председателка на Македонското геолошко друштво, професор доктор Сонја Лепиткова. Добар ден и добро дојдовте. Добро вечер и поздрав до вас и гледачите на телевизија Канал 5. Благодарам што ја прифативте поканата. Професор, ќе би започнала најпрвен како председател на Македонското геолошко друштво. Би ве прашала каква е состојбата со геолошките истражувања во земјава? Македонија во делот на геолошките истражувања во последните години, морам да кажам, 10-15 години, се движи малку во позабрзана насока, односно се работат геолошки истражувања и покрај поголем број на обструкции, негирање и така натаму. Меѓутоа, јас морам да истакнам да свати јавноста дека геолошките истражувања во државата и во било која држава во светот не се работат само за отворање на рудници, дали се тоа метали или не метали. Геолошките истражувања се потреба за развојот на вкупниот аспект на државата. Кога се работат геолошки истражувања, од тоа се работат истражувања на водните потенцијали во хидрогеологијата, на подземните води, надземните води, на термалните води, се работат истражувања и на геоморфолошките форми, се работат истражувања на сите останати аспекти кои што служат и се во функција на просторниот развој на државата, за да знаеме каде и како треба да поставиме некои клучни стратешки објекти, за да не заробиме некој простор кој што во иднина би бил некаков важен потенцијал за развој на државата. Се работат геолошки истражувања и постојат геолошки заводи, институции кои што тоа го работат во сите земји во окружувањето и во светот. Македонија долги години немаше геолошки завод, сега постои таа институција, меѓутоа јас не сум задоволна од тоа како е конципирана и работи. Штета е што потпадна под ингеренции на Министерството. Тоа во секоја земја е независна институција која што работи истражувања, меѓутоа работи и нови научни аспекти во истражувањето, така да геолошките истражувања се насушна потреба и податоците кои што ќе ги има државата треба да бидат во функција на сите сектори за да можеме да имаме еден континуиран, рамномерен и одржлив развој во сите сегменти на државата, а посебно на она што се негира на аспектот на животната средина. Ние ако правиме геолошки истражувања, ќе знаеме и каде одредени еколошки клучни проекти треба да ги поставиме, за да и тие да бидат во функција на одржливиот развој. Да, често се оспорувани овие работи кај нас. Еве, Македонија, конкретно подолг временски период, воопшто и би рекла не вложува во нови рударски капацитети. Ги споменавте и вие рудниците. Рударските технологии значително напредуваат со текот на годините. Вие имате и во минатото зборувано дека ние имаме кадар за рудници со современи технологии кои што би биле нели и би се зачувала и животната средина и така натака. Меѓутоа, дали се искористува нивната стручност со оглед дека споменавме, честопати вакви нови инвестиции од најразлични причини се попречувани да се отворат. Еве, последна таква иницијатива, инвестиција е за проектот за рудникот за бакар во Иловица. Кратко би кажала дека секоја иднина има своја историја. Значи, ние да ја сватиме иднината и каде треба да се движиме, треба да се вратиме поназад. Нашата историја е некаде од осамостојувањето на Македонија. Пред тоа Македонија беше во склоп на една поголема држава, релативно голема држава, организирана на друг начин, и во таа држава во Македонија беа отворени главните рударски капацитети, и не само рударски, и други капацитети кои што беа во функција на развој на државата. Со самостојување на Република Македонија, односно распадот на поранешната држава Југославија, ние се најдовме во една ситуација на неснаодливост во тој аспект да управуваме со големи капацитети, какви што беа фени, кои што покрај рудникот имаше и металургиски капацитети, Макстил, рудниците за олово и цинк, бакар и така натаму, и тие во еден период буквално се затворија. Со проектот на Светска банка дојде до затворање и оставање без работа на огромен 200 и повеќе илјади на луѓе кои што останаа без работа. Во тоа време на снаоѓање огромен број на кадри од сферата на техниката заминаа од државата.
Како што пред тоа беше привлекување да дојдат и од странство голем број на инженери кои што го развиваа овој сектор на рударството, на машинската индустрија и така натаму, како металски завод и останати големи комбинати, па да еве сега да спомнам и земјоделските комбинати се распаднаа, сите големи комбинати се распаднаа и тоа се случи и со рудниците. За да се свати дека огромен дел од наши кадри кои што беа профилирани со своите знаења заминат поголем дел во Словенија, во Србија, во останати други европски држави и едно време дојде до еден таков огромен застој и на стварање на потенцијал. Тогаш студира голем број на инженери и надвор од границите на државата. Се формираа факултети во Република Македонија кои што профилираа таков кадар. Сега работите во светската стратешка политика, да не кажам и во европската, ние сега имаме буквално, ако постои за нешто глад сега во светот, тоа е глад за металите. Бидејќи големиот развој, огромниот развој на напредните технологии, тоа што ние сакаме максимално да го користиме како поединци, како луѓе што живееме во Европа и во светот, ние сме граѓани на светот и сакаме да ги следиме тие примери, ние тие не можеме да ги следиме и да ги имаме, да имаме убави телевизори, убави лаптопи, телефони, да не зборам она што е потребно за индустријата, магнети. Ние пред неколку дена читав дека Кина го тестира најголемиот магнет. Што мислите вие тој магнет од што е создаден? Сигурно не е создаден од некоја пластика и така натаму. Било каде да се свртиме околу нас, тоа се минерали, тоа се метали, тоа се вградени такви компоненти во функционалноста на нашето живење. И ние за тоа треба да бидеме свесни и да го користиме тој потенцијал што го имаме и ако го имаме како држава докажан, да го ставиме во функција, меѓутоа во функција на одржливо користење и контрола максимална од државата. Така да, имаше баш на оваа тема дека нели треба да се дека глобалните економии зависат отпорно од снабдување со руда и така натака. Тоа беше наведено и во еден од извештаите на Меѓународната агенција за енергетика апропо војната последна која што беше нели глобалните движења се менуваат од ден на ден и нашите политичари и нашите експертите тоа го следат и го укажуваат. Меѓутоа политиката треба исто така да биде во функција на тие движења. Ние гледаме дека глобално од ден на ден се менуваат состојбите. Ако нешто пред само 2-3 години било незамисливо, сега гледаме дека максимално се форсира и на тоа се дава огромно значење. И затоа и надворешната политика треба да биде во функција на следење на тие состојби. Ме прашавте за тоа дали Македонија треба да го движи тој пат. Јас сум поборник на експертите кои што кажуваат дека секој рудник е приказна за себе и секој треба да се гледа поединечно. Некој е во понапредна фаза на истраженост, со подруги резерви и потенцијали, со можности за отварање, припременост, други се во фаза на како да речам, посредно ниво на истраженост и потенцијалност. Меѓутоа, гледате дека ако нешто пред 20 години со процент на руда од 1-2% не било интересно или било економски на работна исплатливост, денеска тоа и tekako станува исплатливо. Денеска Кина од отпадот успеа да биде 99% снабдувач на ретки расеани елементи во светот. Кога можеби во Европа научниците, па и политичарите, да речам, на тоа гледале со некакво подценување, денеска и tekako ја менуваат политиката. Ако до пред неколку години, не повеќе од 5, во Европа не постоеше политика за отворање на нови рудници, тоа на рудници на метали кои што ги сметаа како штетни, денеска таа политика апсолутно е сменета и листата на критични минерали само се зголемува. Бакарот, ако пред 5 години беше оценуват како неподобен метал за екстракција, за експлоатација и така натаму во функција на заштита на животната средина, денеска на листата на европската листа на метали се наоѓа на зелената листа. Така да состојбите се менуваат. Еве, баш би ве прашала, бидејќи го споменавме бакарот,
конкретно кој е ставот на стручната фела за оној проект во Иловица? Бидејќи во моментов нели во земјава тоа е единствена инвестиција за металичен рудник, додека постоичките веќе некако и ги исцрпуваат своите капацитети. Ние имаме 3 наоѓалишта, односно потенцијални подрачја кои што можат се спремни, целосно истражени да бидат отворени како рудници за полиметали. Тоа е главно бакар како основна метална суровина, пропратена со сребро, злато, па да кажам, еве овде пред јавноста, дека јас сметам дека во екстракцијата на тие метали, не само овие 3, туку ќе се најдат и метали од групата на платинестите метали, кои што знаеме колку чинат и за што се употребуваат. Македонија треба да направи, односно Министерството за енергетика и рударство и користење на минералните суровини, треба да направи листа на целосно истражени потенцијални наоѓалишта, на делумно истражени и на тие кои што се како потенцијални во фаза на понатамошно истражување. И така да ја движи политиката. Тие кои што се целосно истражени, со потврдени резерви, не само на руда и на метали кои што тоа може да се издвојат и да имаат економска вредност огромна за државата, е еден од тие рудници и рудникот Иловица. Меѓутоа се уште постои страв кај граѓаните. Па видете, кај граѓаните стравот е нешто што треба да се објасни и да се работи заедно со нив. Јас тоа го кажав. Секој рудник е приказна за себе. Секое подрачје има своја специфика. Стручната јавност е таа на која што треба да и се верува и таа треба исто така на ист начин да пристапи во аспектот на отварање на еден рудник, да се запазат максимално еколошките стандарди, да се управува вистински со отпадот, со отпадните води, да се применат најсовремени технологии и државата да прави континуиран мониторинг, да се разајакнат службите во сите сектори и министерства за контрола, односно инспекторатите, и тука да бидеме апсолутно ригорозни и во тој случај. И јас што сметам дека е клучно? Јас чувствувам како годините на назад државата да нема контрола на тоа како работат, целосна контрола, рудниците, што се од нив се издвојува, каде тоа се преработува, во договорите мора да имаме ние увид кога приватен концесионер, затоа што ние немаме топилница, немаме металургиски капацитети од таков аспект. Каде и да ја носи рудата? Какви се договорите со топилницата и што тој од тоа екстрахира? Ако има и дополнителни метали кои што се издвојуваат, тие да бидат по формулата како се наплаќа исто наплатени. Да не Македонија од тоа губи затоа што има забрана и за отворање на топилничарски капацитети. Мала земја сме и јас за тоа немам задршка дека можеби не е време да имаме топилници така натаму во овој простор, можеби транспортот сега не е никаков проблем, подобро е да се носи надвор од државата, да се топи, ама да имаме контрола што тоа таму се издвојува, колку се издвојува, затоа што знаеме колку тоа чини на берзата. Тоа една сериозна држава треба да го прави, а не да кажу, ние имаме сега исклучивост. Тие кои што се против рудници се апсолутно исклучиви. Тие не сакат да слушнат ниту еден збор, ниту еден аргумент, туку ние сме исклучиви. Не треба да има исклучивост. Тоа е, како знаете, она филозофската негација на негација. Не може тоа така, нема да одиме никаде во развој како држава. Ова се, како да кажам, објекти кои што носат додадена вредност. Тоа се скапи објекти од самиот почеток на инвестирање, работа. Таму луѓето работат за големи плати. Таму ќе се примаат не само геолози, рудари, машински, информатичари, сообраќајни инженери, технолози, металурзи, електроинженери и така натаму. Таму ќе се земаат големи плати и таму тоа ќе носи развој на вкупниот сегмент на еден простор, па да не кажам и на целата држава. 80% од концесиите ќе одат во самите општини. Така е законот и така и сега се случува. Само ние треба да имаме контрола дали треба да се зголемат тие 5% за ревитализација, затварање на одредени копови кои што како такви ќе бидат затворени и во другите рудници, не само во новоотворените. Јас за новоотворените не се плашам дека ќе работат по високи стандарди.
државата треба да има контрола кој е инвеститорот кој што ќе биде краен, кои се неговите перформанси, референци, сериозност и така натаму. Тоа е улогата на државата. Останатото се друго, стручните кадри ги следиме ние технологиите и тие не се тајна и ние тие технологии како такви мора да иницираме да се применуваат, ќе одат низ неколку фази, ќе има елаборати, студии за оцена на влијание на животна средина, кои имаат максимална јавност. Јавноста во тоа треба да биде вклучена, меѓутоа со прави прашања, прави аргументи, да ги сочека одговорите, без лични навреди и одредени други несакани, како да кажам, однесувања кои што не се во функција на никого, а најмалку во развој на државата. Да, имавме и во минатото такви случаи кога од страна на одредени активисти нели се повикуваше да ни се отвараат нови рудници. Ама немаше конкретни аргументирани прашања. Тоа беше само негираме. И јас тоа така би го кажала, тоа се лични видувања на одредени поединци за личен корис, личен бенефит и вие како новинари тоа можете и понатаму да го истражите зошто е тоа така, кој ги поттикнува, како ги поттикнува за нешто кој што еве се уште не е во функција. Дајте да дадеме шанса на работите да тргнат, па да видиме како ќе се развиваат. И меѓувреме апсолутно ќе ги контролираме како држава. Да, секако тоа останува нели главен приоритет да може да се контролираат доколку се отворат нови рудници. Бидејќи сме при крај на со времето, би сакала да ве прашам, неодамна беше актуелна стратегијата за минерални суровини 2026-2046. И во неа се повикува Македонија да фати чекор со светската трка за минерали. Можно ли е да се случи тоа? Кој е вашиот повик и до институциите и до граѓаните? И дали може да направиме некаква споредба каде сме ние како држава во споредба со земјите од регионот? Јас би почнала од крајот. Земјите во регионот забрзано се движат и во истражувањата, па и во Европа и во отварањето на рудници. Полска, само да погледнете, инвестира неколку милиарди во истражувања. Тоа го прави Србија максимално. Грција отвори 2 рудника, сега е во фаза на отворање, на истражување, мислам на отворање, на припрема за отворање и на трет, кои што се наоѓаат во многу блиску до самото море. Бугарија исто така се спрема да отвара нови рудници, Шпанија веќе отвара рудници на многу поосетливи минерални содржини, односно компоненти кои што се нашите, како бакар, злато и сребро, отвара рудник на неодиум и на тантал, исклучително применливи метали за електрониката и така натаму. И Македонија не треба да заостанува. Ние треба да тргнеме да бидеме малку похрабри како држава, да веруваме на институциите, да веруваме на експертите и меѓусебно да се почитуваме. Како што реков, да нема исклучивости ниту од едната, ниту од другата страна. Ако една нација не верува на своите институции и на проектите кои што таа ги нуди, нема, како да кажам, пат за забран за развој. Па вие се сети се на назад. Кога се отвараат тирзовите, знаете каков имаше отпор за отварање на тирзови? Денес, ако не се тирзовите и тие компании, многу градови е прашање дали ќе постоја и ќе живееја во државата. Не се тоа многу години на назад. Отпор имавме кон дигитализација, кон фискална централизација, кон како да кажам, бруто плати, кон се што е нешто ново, ако применува светот, дали од незнаење, не сите. Меѓутоа, овој пат стручната јавност нема отпор за ова и не кажува, и ние немаме, гледате дека немаме ниту од еден експерт кој што од било која техничка струка, па и економска струка, да кажува дека ова не сме да се случува, апсолутно се треба да се затвори, бидејќи ние имаме историјат во оваа област. Ние како Македонија во историјата сме познати како рударска нација, односно како рударски простор. Од времето на антиката, римјаните, турското, јас само да споменам, во време на турско, што е малку поблиску, сега да не одам во антика, главните монети во царството на Султан Сулејман се правени и се топени, металите се носени, 1/3 од дукатите се произведувани во Македонија. Замислете што значело тоа, кое било богатство. Златото буквално се експлоатирало од самата површина. Сасите не случајно дошле во Македонија како германски народи. Дошле ради рударството. Шлезите исто така оставиле голем печат
на развојот на тие простори каде што биле присутни. Денеска само да кажам, ако појдете таму каде што биле шлезите, ќе видите дека во тие населени места има огромен број на население кое што е свртено кон техниката, кон машинската индустрија, затоа што тие тоа го оставиле како свое искуство кое било пренесувано со генерации. И ние од тоа не можеме да бегаме. Ние сме тоа е нашето поднемје, тоа е природата ни го создала. Само треба максимално да се грижиме и да имаме одржливо рударство. Тоа не значи дека сега ако имаме докажани 3-4 потенцијални рудници кои што се целосно истражени, ние сега да речеме дај наеднаш ќе ги отвараме сите. Не. Државата мора да се грижи да има одржливост во рударењето и да се грижи и да има учество затоа што тоа е природно богатство и тоа е наше национално богатство. Јас и да не сум геолог, да сум обичен граѓанин кој што има друга професија, јас ќе сакам да знам кој е бенефитот од тоа рударство, колку ние како држава тоа наплаќаме, затоа што треба да го оставиме и на идните генерации. Тоа е мојата порака и јас сметам дека во таа насока, ако државата заземе став, лесно ќе разговара и со граѓаните и ќе има меѓусебна доверба и понатаму ќе овозможи развој на сите сектори и таму каде што има развој на еден сектор, се развиваат и другите сектори. Ако имаме развој, како што реков, на рударство, еве во тој регион, ние ќе имаме развој на останатите сектори, транспорт, услужни дејности. Да не кажам колку пропратните дејности, културата, спортот ќе имаат бенефит и ќе се ствараат нови екипи, нови такви културни образци на нашето живење и тоа е вкупен развој на државата. Ве благодарам многу, тука ни